Добар ден, драги деца! Најнапред би сакала да ве прашам дали сте добри. Да, мило ми е што сте добри. Би сакала да ве прашам како се чувствувате. Дали сте среќни? А може би некој од вас е помалку и тажен. Еве јас ќе ви кажам за мене. Понекогаш се чувствувам среќно, но помалку сум и тажна, затоа што не сум со вас во градинка. Ми недостига вашиот џагор, ми недостига играта со вас. Но се надевам дека наскоро повторно ќе бидеме во нашите градинки. Повторно ќе се дружиме и ќе се забавуваме. Денеска сакам повторно да се дружам со вас преку оваа видео. Сакам да се играме денеска. Сакам да се играме малку математика. Да научиме нешто ново, да истражиме. Се надевам дека ќе ви биде интересно. Сакам да научиме некои нови работи за поимот цело, делот целото. Преку геометриските форми кои што веќе ги знаеме. Како што е квадратот, триаголникот и кругот. Се надевам дека ќе ви се допадне. Сето ова ќе се обидам да ви го пренесам преку една приказна за двајца другари. Еден убав сончев пролетен ден, децата се играа во паркот пред нивните домови. Во паркот дојде малата Лиле со својот другар Кире. Сакаат да се играат, да се лулаат на лулашките. Во еден момент, додека се играа, дојде мајката на Кире. Го повика Кире да ја изеде неговата ушина. Во раката држеше едно јаболко. Му рече на Кире: Кире, дојди да ја изедеш ушината. Кире тргна настрана. Застанаа до блиското дрво. Со Кире дојде и неговата другарка Лиле. Кога мајката му рече на Кире да ја изеде ушината, се досети дека таа има само едно јаболко, а тие се двајца. Ох, деца, рече таа, па јас имав само едно јаболко, а вие сте двајца. Кире се досети и рече на својата мајка: па не е проблем, мамо. Јаболкото, ако е едно цело, нема да биде проблем. Ќе го поделиш на две половини. И ќе има и за мене, и за мојата другарка. Така и направи. Мајката го подели јаболкото, едниот дел, едната половина ја даде на Лиле, а другата половина на својот Кире. Децата беа среќни, затоа што и двајцата јадеа јаболка. Кога ја изедоа јаболката, продолжија со играта, а мајката се врати во својот дом. Додека Кире и Лиле играа во паркот, Кире се досети за она што го имаше учено во градинка. Претходно, Лиле се заблагодари на својот другар. Ти благодарам, Кире, ти си вистински другар, ти воопшто не си себичен, рече Лиле. Ти го подели своето јаболко со мене, да има и за двајцата. Да, рече Кире, тоа е вистинско другарство. Знам дека едно цело може да се подели на половина и да има за двајца. Тоа го учев и во градинка, се досети Кире. Дали сакаш да ти раскажам што научив во градинката? За целото и делот целото.
Лиле внимателно се насмевна. Му рече на својот другар: секако, сакам да ми раскажеш, да видам што сте научиле во вашата градинка. Кире внимателно, полека почна да раскажува за она што го имаше учено во градинката. Додека раскажуваше, за подобро да свати неговата другарка, се обиде да нацрта на песокот. Почна да раскажува. Епа вака, нели? Еден ден во нашата градинка, додека се игравме во нашата занимална, мојата воспитувачка, тета Биле, почна да не прашува каква форма имаат предметите кои ги имавме во градинката и во нашата занимална. Не покажа на часовникот и не праша: деца, дали знаете каква форма има овој часовник? Да, знаеме, рековме ние сите во еден глас. Тој часовник има форма на круг. Браво, рече тета Биле. Беше среќна што погодивме. А дали знаете каква форма има нашата масичка? Се погледнавме меѓусебно и повторно одговоривме. Да, па и нашата масичка има форма на круг, рековме. Браво, повторно рече таа. Додека игравме, една од децата ја погледна таблата Лиле и знаеш што ѝ рече? Што? Праша Лиле. Тето, дали ти знаеш дека нашата табла има форма на квадрат? Се разбира, деца, рече тета Биле. Нашата табла, на која што ги редиме нашите цртежи, има навистина форма на квадрат. Така продолживме да играме во нашата занимална. По некое време, откога ги собравме играчките, тета Биле продолжи да ни раскажува за геометриските форми. Ни рече: сега, деца, заедно ќе истражуваме за нив и ќе научиме нешто ново. Таа на таблата почна да црта круг. Уште додека го црташе кругот, ние знаевме што е тоа. Во еден глас викнавме: тето, па ти црташ круг. Да, деца, така е, цртам круг, ни одговори таа. Но, дали знаете што ќе се случи со кругот доколку го преполовиме на половина? Тогаш ние се погледнавме помеѓу себе. Бевме зачудени, затоа што не знаевме што ќе се случи со кругот ако го поделиме на половина. Тогаш таа седе еден лист на кој што имаше нацртано круг. Ги седе ножичките, го исече кругот, го подели на половина и ни ги покажа двете половини. Навистина, Лиле, листот беше поделен на два дела. На едниот дел имаше полукруг, исто и на другиот дел од листот. Те праша: дали знаеме што добивме? Откога веќе убаво погледнавме, видовме дека имаме две полукружни половини. Рековме: да, тето, па имаме две полукружни половини. Така е, деца, но да видиме што ќе се случи кога повторно ќе ги споиме двете половини. Така и направи таа. Ги спои повторно двете половини од кругот и повторно добивме еден цел круг. Ни го покажа и видовме дека кога го пресечиме кругот на половина, добиваме два дела. Меѓутоа, кога повторно ќе ги споиме, добивме пак една целина од круг. Така таа продолжи да ни раскажува. И покажа слика со парче пица. На сликата имаше цела пица и едно парче одделено од неа. Не праша: дали сакате да јадете пица? Сите одговоривме гласно: да, па тоа е нашето омилено јадење, дедо. Но
што ќе се случи ако изедеме едно парче од оваа пица? Тогаш едно од децата рече: па тогаш нема да имаме веќе круг. Формата на пицата нема да биде веќе кружна. Затоа што парчето го изеде малиот Диме, рече малото другарче. Така е, деца, рече на дeda Биле. Кога ќе изедеме едно парче од пицата, нема да имаме кружна форма, затоа што тоа парче е само еден дел од целата пица. Продолжи да раскажува и на таблата нацрта триаголник. Ајде да видиме што е ова, деца, рече таа. Да изброиме колку страни има оваа геометриска форма. Заедно почнавме да броиме. Една страна, 2, 3. Па тето, оваа форма има 3 страни. Да, деца, оваа форма има 3 страни и затоа се вика триаголник. Ни раскажуваше за триаголникот. Ајде да видиме што ќе се случи со него ако повторно листот на кој што има нацртано триаголник го поделиме на половина. Ќе добиеме што? Ние рековме: па 2 триаголници. Така и беше. Не покажа таа, го превитка листот на кој што имаше нацртано триаголник и не праша: што имаме од едната половина, деца? А ние одговоривме: имаме обоен син триаголник, рековме. Да, а на другата половина од листот имаме уште еден триаголник, ама тој не е обоен. Браво, деца, рече таа. Кога повторно свитканиот лист на половина го исправи, што добивме, деца, сега? И видовме дека добивме еден голем триаголник. А во него имаше еден син и еден бел триаголник. Двата триаголници споени направија на вистина еден голем триаголник. Така е, деца. Браво, рече дeda Биле. Потоа ми покажа еден соопраќаен знак. Не праша дали знаеме каква форма има сега тој. А ние рековме: да, па тој има триаголна форма. Така е, деца, рече дeda Биле. Но една од моите другарчиња рече: да, овој сообраќаен знак има форма на триаголник, но внатре има и неколку крупчиња. Да, деца, внатре има кругови кои го сочинуваат сообраќајниот знак семафор. Семафорот знаеме дека го сепнуваме на улица. Потоа продолжи да раскажува за уште една геометриска форма. Тоа беше квадрат. На таблата ни нацрта квадрат, Лиле. Кога го нацрта квадратот, ги зброевме повторно неговите страни. Една страна, 2 страни, 3, 4. Го подели со кредата квадратот на 2 дела. Па уште на една половина го подели со кредата и едниот дел од квадратот го обои со зелена боја. Не праша: деца, дали знаете што е ова зеленото? Јас се досетив и реков: да, тето, па тоа е зелен квадрат. Браво, рече таа. Навистина, деца, овде имаме зелен квадрат. Ајде да погледнеме во големиот квадрат, кога го поделивме, колку квадрати добивме? Ги избројавме квадратите. 1, 2, 3, 4. Така е, деца, добивме 4 помали квадрати. Ако ги одделиме овие мали квадрати, тогаш ќе добиеме одделно квадратчиња. Но доколку повторно ги споиме, ќе добиеме еден голем квадрат како што е овој
овде. Исто е, деца, тоа, како што си играте со вашите омилени коцки. Од неколку коцки можете да наредите и да добиете голем квадрат како што е овој овде на сликата. На крај, таа ни рече: мислам дека е интересно, нели, деца? Научивте што е цело, а научивте и што е дел од целото. Сега, вие ќе имате за задача да направите една целина. Ние не знаевме што треба да правиме. Но таа на таблата стави еден лист на кој што имаше нацртана локомотива. Што е ова, деца, не праша? Рековме: воз, воз. Не, деца, тоа е локомотива само. А возот ќе го направите вие. И како, прашавме? Па така, до оваа локомотива ќе ги наредите вагоните и дури тогаш ќе добиеме една целина што се вика воз. Почнавме да играме и да редиме. Секој од децата требаше да стави по еден лист на кој што имаше нацртано вагон и да формираме воз. Така и направивме. Ставивме еден лист, добивме воз со еден вагон. Ставивме уште еден вагон, па уште еден, на крајот го ставив и јас мојот вагон. Кога погледнавме на таблата, видовме дека ние сите деца заедно направивме еден голем прекрасен воз. Браво, рече тета Била. Па вие сте навистина вистински уметници. Успеавте од повеќе делови да направите една целина. Го направивте, деца, прекрасниот воз. А сега продолжете да си играте. Можете и од вашите коцки да направите воз, не рече таа. Така и направивме, Лиле. Продолживме да си играме. Правевме возови од коцки. Правевме разни фигури од коцките и од геометриските форми. Од кругови, од триаголници. Правевме најразлични форми. Лиле, дали ти се допадна приказната? Ја праша Кире својата другарка. Да, секако се разбира. Па вие навистина сте научиле многу убави нешта во вашата градинка. Ти благодарам, Кире, рече Лиле. Ти си вистински другар. Денеска, покрај своето јаболко што го подели со мене, го подели и своето знаење, ме научи на нови работи. Сега и јас знам за дел од целото и за цело. Знам нешто ново за квадратот, триаголникот и кругот. Ти благодарам, Кире. Продолжија да си играат во паркот пред нивните домови. Се надевам, деца, дека приказната ви се допадна и на вас, како што и се допадна и на малата Лиле. Нели? Да, преку неа научивте и вие нешто ново. За на крај, ќе ви предложам некоја игра, малку ќе истражувате и ќе научите нови нешта, заедно со помош на вашите родители или пак дада или бато. Ќе ви предложам игра со шпатули. Можете да земете неколку шпатули, да ги споите едно до друго, на нив да нацртате една геометриска форма, како што е овој круг овде, потоа да ги обоите деловите и да ги размешате. Кога ќе ги размешате сите делови, како сложувалка би било тоа нешто, тогаш ваша задача, драги деца, ќе биде повторно да ги споите и да ја добиете геометриската форма, да ја добиете вистинската слика. Друга игра би можело да биде да земете картончи, на нив да ги нацртате некои омилени геометриски форми или пак некоја сликичка. Потоа со ножички да ги исечете картоните на половина
половините да ги размешате, а ваша задача повторно ќе биде да направите една целина, да ја добиете омилената геометриска форма или омилената слика. Може да направите некој друг предмет, како што е овој воз овде. Мотивот. Гледаме дека е направена од повеќе геометриски форми. Неколку триаголници, неколку квадратчиња и неколку кругови, големи и помали. Се надевам дека играта ќе ви се допадне. Ќе биде навистина интересно. Играјте дома и забавувајте се. Се надевам дека наскоро повторно ќе играме заедно во нашите градинки. Ви благодарам на вниманието. Имајте убав, прекрасен ден.